Почитувана јавност, пред точно 2 години се затвори едно огромно и клучно прашање за нашата држава. Храброста, визијата и државничките политики на председателот на СДСМ Зоран Заев доведоа до историско решение за отворање на иднината на нашата татковина, но пред се на нашите сограѓани. Денеска сме горда 30-та членка на НАТО. Македонското знаме гордо се вее пред седиштето на Алијансата заедно со најсилните демократски држави во светот. Договорот не донесе и чекор поблиску до Европската Унија. Во март 2020 година Европската Унија донесе позитивна одлука за започнување за преговорите за членство на Република Северна Македонија. И додека Зоран Заев, СДСМ и владата која ја предводи се поставија државнички и одговорно пред интересите на граѓаните, Христијан Мицкоски и ВМРО-ДПМН правеа се за да го спречат напредокот и интегративниот процес. Само на Христијан Мицкоски и ВМРО-ДПМН им сметаше што државата конечно тргна напред и стави крај на темното минато, на режимот и изолацијата. Христијан Мицкоски и ВМРО-ДПМН, почитувани граѓани, го критикуваа договорот од Преспа и не го признаваа новото уставно име. Но, за волја на вистината, истото тоа име не им сметаше кога нивните пратеници добиваа плати од Собрание на Република Северна Македонија. ВМРО-ДПМН и Христијан Мицкоски се закануваа дека ќе го поништат договорот и со тоа директно ќе го загрозат нашето членство во НАТО и процесот за зачленување во Европската Унија. Лицемерието на ВМРО-ДПМН и Христијан Мицкоски се покажа на дело, додека пред граѓаните велеа и тврдеа дека договорот со Бугарија бил капитулантски. Мицкоски пред премиерот Борисов јавно кажа дека го поддржува, односно се изрази на бугарски дека дава подкрепа на договорот. Класично однесување на лицемерниот Христијан Мицкоски. Со силна поддршка на граѓаните, на исправните политики на СДСМ, деструктивните обиди за блокирање и кочење на напредокот од страна на ВМРО-ДПМН не успеаја. Нема да им успеат нито обидите за враќање на државата назад во времења на режим и изолации. СДСМ била од секогаш и останува на страната на напредокот, додека ВМРО-ДПМН секогаш била на спротивната страна, на страната на режимот, на страната на криминалот, на страната на манипулациите. Токму затоа, почитувани граѓани, ВМРО-ДПМН на 15 јули ќе биде убедливо поразен. Ви благодарам.